социјалните растојанија или потребата децата да не комуницираат слободно меѓу себе, доведе до ситуација комуникацијските вештини кај децата да се намалат. Децата ги едуциравме да бидат предпазливи на COVID-19, да држат растојание. И самата таа ограниченост доведе да децата да не можат слободно да комуницираат. Нивното дружење се ограничи, а секако и дека во наставата има еден вид на рефлектирање на последици. За време на онлайн наставата имавме многу проблеми. Децата беа приморани да бидат во своите домови, така да физичката активност беше многу намалена, другите дружења со своите врсници, многу часови поминуваа на интернет. Самата настава дори течеше, учениците имаа намалена концентрација, просторот што го делеа со останатите од семејството предизвикуваше напнатост. Требаше да има моменти кога ќе имат приватност, а приватноста беше нарушена. Се приметуваше уште при уписот во прво одделение дека учениците и во говорните вештини имаат одредени недостатоци со употребата на странцизми, со недоволно оформен мајчин јазик. Речитоста кај децата или вокабуларот е многу помал. Општо во развојот на децата има потреба од нагласено работење за подигање на фонемската свест кај децата, за богатење на вокабуларот, за пратење и читање на детска литература или книги кои се потребни во наставата или лектирни дела.